Цените во Охрид уриваат рекорди и на пазарите и во чаршијата. Кафето покрај езеро чини од 3 евра па нагоре. Топче сладолед од 80 до 120 денари. Просечната цена на пицата е околу 8 евра, а охридската цреша се продава по 300 денари за килограм. И коктелите имаат жешка цена, најефтиниот е 400 денари. Овие цени се прифатливи само за странските туристи, велат охриѓани. 12 месеци живееме како туристи. И може да се дозволите да отидете? Не можеме, не. Тоа не можеме да дозволиме. Многу е скапо. Ние сме пензионери со 30.000 и 2-3. Не можеме да поминиме. Ако не излеземе малку да поработиме на друго место. Не е скап, него е прескап. Ако е за нас работничкава класа, не смееме кафе да се напиеме. Па тука секако во Европа. Истото. Дали кај Германија или во Македонија, посебно во Охрид, се исти цени. 7 days. Јас сум од Колумбија и веќе 7 дена престојувам овде. Воодушевен сум. Не мислам дека цените се високи. Тие се како и секаде низ Европа, а и вреди бидејќи ова е неоткриено рајско место. Compared to other places in Europe. Цените во Охрид може да ги одвратат гостите, смета и заменик министерот за економија Маријан Ристески. Кафе од 3 евра е скапо за македонски услови, наистина. Високите цени некош ги одвраќаат туристите, значи тука треба да внимават и самите угостители да имаат пригодни цени, доколку имаат пригодни цени, ќе имате поуспешна туристичка сезона. Тоа нека биде апел до туристичките работници и угостителите во општина Охрид. Поради високите цени на хотелските all-inclusive понуди, досега соработка со Охрид откажаа 2 туроператори од Холандија и Полска. Дел од гостите од земјава и оваа сезона на социјалните мрежи постојано реагираат објавувајќи ги високите сметки кои ги добиваат во некои од угостителските објекти во Охрид, каде цените и на храната и на пијалоците се како во некои екзотични или монденски дестинации.